Добро вечер. Бавна правда, притисоци врз судството и сериозна владина корупција нотираше Стейт Департментот во вчерашниот извештај за човековите права во земјава за минатата година. Какви пораки испрати САД наспроти тоа како постапуваат надлежните во земјава? Дали какви уставни измени се потребни за да продолжат преговорите со Европската Унија? А панажа са функционерите, луксус или потреба? Кој треба да ја добие оваа привилегија? За уставните измени, за одлуките на Уставниот суд и за состојбите во правосудството, во вечерашното интервју го прашувам професорот по уставно право Светомир Шкарич. Добро вечер, господин Шкарич. Добре дојдовте во Телма. Долго време не сте биле во јавноста на медиумите. Па еднаш годишно доволно е да се јавувам за да биде гужвата помала. Так. А ова што се јавувам во Телма е заради тоа што во Телма настапував уште во времето кога беше директор Дарко Марковиќ, па потоа Лазаров, и тие емисии што тогаш ги водев ми остава некаков сентимент и тоа ме потикна и да бидам вечер ваш гост. Ви благодарам. Со интервјуто почнуваме по рекламите. Почнуваме со интервјуто со професорот Светомир Шкарич, на кое ќе дискутираме за повеќе актуелни теми поврзани со правосудството, со одлуките на Уставниот суд и со уставните измени. Да почнеме со она што е најактуелно периодов, господине Шкарич, односно вчерашниот извештај на Стейт Департментот за човековите права, каде нотира сериозни забелешки меѓу кои бавни одлуки, корупција во правосудството, притисоци врз правосудството. Може да ни кажете каде го гледате вие проблемот и решението за сите овие проблеми кои што ги лоцира Стейт Департментот? Значи, овие констатации што ги дава Стейт Департментот се повеќе или помалку познати, но добро е што една таква значајна институција тоа го потврдува, го верификува, што за нас треба да значи сепак повик мало подлабоко да размислиме кои се причините за тие состојби. За жал, за причините многу малку се дискутира. Повеќе се дискутира за констатациите, какви се состојбите. Причините за состојбите, например, сега во правосудството, се многу подлабоки. Прво, мислам дека една од причините лежи во организацијата на судскиот систем. Ние немаме специализирани судови, освен управниот суд, но и тој управен суд, кој може да се каже дека е специализиран, е анархично поставен. Имаме Уставен суд на Македонија и Виш управен суд. При тоа не се знае тој Уставен суд дали е основен или што е. А ако имаме Виш управен суд, па валда треба да имаме и Врховен управен суд. Гледате, само на тоа прашање може да се види каква е конфузноста. Се додека во Македонија не се воведат специализирани судови, не може да се зборува за ефикасна правда, ниту да се зборува за праведни судски одлуки. Судиите мора да се специализираат за одреден вид спорови. Така е, речиси, во сите земји, единствен исклучок е Македонија. За таквата состојба во судството не е крив само законодавецот, крива е и правната наука, која смета дека Македонија е мала и дека судиите и така постои мал ограничен број, на нив не им одговара специализацијата. Така мислат некои правни теоретичари. Ја не се согласувам со тоа, затоа што нема судија што може да ги познава сите области на правото, како што нема и универзитетски професор што може да предава по сите предмети на правниот факултет. Значи, мора да постојат специализирани судови. Тогаш можеме да очекуваме поефикасна правда. Потоа, не може да има една иста процедура за сите видови спорови. Одредена процедура за одреден судски спор мора да зависи од карактерот на спорот. Кога се одлучува за стопанско прашање, постапката мора да е брза, ефикасна. И санкцијата парична. Но кога се одлучува, како што е тоа случај, за правдата, за човековите права, за вината пред кривичен суд, таа мора да е побавна, таа мора да се засновува врз докази и санкцијата мора да биде сосем од поинаков тип.
Дали тоа што од 2015 аферата за прислушувањето се уште нема одговорност, во извештајот се констатираат и други случаи на сериозна владина корупција, притисоци врз судството, исто така дека судиите намерно развлекуваат процеси или одлуки за да застарат делата. Сведоци сме дека изминатиот период имаше предупредувања за сериозни случаи за висока корупција и организиран криминал дека може да застарат. Што со овие? Видите, и тоа е сега прашањето на поставеноста на самото правосудство и на улогата на судијата. Од една страна се бара независност на судството. Тоа е гарантирано и во Уставот. Потоа, судија за да може да праведно суди, мора да се потпри врз собствената совест, тоа значи мора и да е самостоен. И сега во такви околности, тој е присилен претежно да води сметка за законот. Ние постојано слушаме дека треба да владее правото, треба да владее законот, но никој не поставува прашање какво е тоа право и за каков закон станува збор. Често пати има закони кои се криви закони, односно кои во себе содржат норми кои не се ни природни, ни морални, а судијата мора да ги применува. И доаѓа во судир сега со собствената совест. Со други зборови, за состојбите во судството и за оваквото однесување на одредени судии може да биде виновна и самата регулатива, самата правна основа врз основа на која судот донесува пресуди. Од една страна мора да е самостоен, слободно да ги проценува доказите, а од друга страна мора да го почитува законот. Тие две работи често пати се во спротивност. За да може таа спротивност на некој начин да се ублажи или да се амортизира, мора значајна улога да има судскиот совет, да ги поставува тие прашања за дебата и да види во каква положба е судијата, под какви околности донесува пресуди и како се однесува. Ако може да утврди дека погрешил свесно или ако прекршил одредена норма, а немал основа за тоа, судскиот совет треба да поведува постапка за дисциплинска одговорност, да ја оценува неговата стручност. Дали судскиот совет или Врховниот суд, кој е тој орган што треба да ги гледа тие судски пресуди што се донесуваат во основните судови и во апелационите судови. Улогата на Врховниот суд во тој домен би требало да биде многу поактивна, бидејќи одговара за единството, за единствена примена на законите. Би морал да има увид во судската практика, но Врховниот суд тоа не го прави. И од тука и не донесува ни правни начела, ни правни ставови. Со други зборови, самите судови, онака како што се поставени во Уставот, не ги остваруваат своите функции како што се утврдени. Така, го спомнавте судскиот совет, токму во овој извештај се споминува и случајот на претходната председателка на судскиот совет Павлина Црвенковска, која што си поднесе оставка поради хајки од судско бизнис елита. Што ви говори тоа за состојбата и во судскиот совет и генерално во судството? Видите, таа беше председателка на судскиот совет. Рече дека била под притисок и тоа некоја бизнис структура. Меѓутоа, немала храброст да ја открие таа структура. Требаше да каже која е таа структура. Ете ни добар пример како судскиот совет ги прикрива нештата или состојбите. Нема храброст тоа да го постави. Се поставува прашање од каде може да дојде притисокот. Па и не мора да има притисок. Треба судијата врз основа на својата совест тие прашања да ги поставува и да бара за нив да се расправа. Така да во овој случај мислам дека е вина што судскиот совет помина преку тоа или веројатно натаму можеби ќе го поставува прашање да се открие тој притисок. Но овде е прашањето исто врзано кој може да биде председател на судскиот совет. Јас се изненадив кога чув дека тамо 2018 година е променет законот за судскиот совет, кај што е предвидено за председател на судски совет да може да биде само оној член на судскиот совет кој што не е судија. Со други зборови, оние кои што ги избира собранието, а тие претежно, во овој случај се избират од стручните соработници. Тоа е вистинско уривање на концепцијата на судскиот совет. Судија член на судскиот совет да не може да биде негов председател.
Па ја мислам дека ретко кој би можел да дојде до таков изум. Тоа може само кај нас да се случи. Тоа беше објаснето со мислење препорака од Венецијанската комисија, но како што знаете и кажавте, Уставниот суд ја укина таа одредба и сега повторно можат и судиите од што се членови на судскиот совет да бидат негови председатели. Чинам се по што го искоментиравте досега дека се согласувате со ваквата одлука на Уставниот суд? Апсолутно, апсолутно. Значи, Уставен суд исправно постапил, а Венецијанска комисија дала погрешно мислење. Тој е доказ дека не треба априори никому да му се верува, туку да се оценува врз основа на аргументите. Да се каже судија, кој што е бира непосредно од судиите, да не може да застане на чело на судскиот совет, кој пак одлучува за совесно, стручно работење на судиите, тоа е недозволиво. Ова што нам ни се случува, да на чело на судскиот совет доаѓаат членови кои што не се судии, туку произлегуваат од други структури, тоа е најдобар индикатор на влијанието на политиката врз судскиот совет и врз судството. Во овој случај, тој е председателот на Републиката и собранието, односно парламентарното мнозинство. Еве го начинот преку кој што се врши влијание, политичко влијание врз работата на судството. И тоа мислам дека во извештајот на Стејт департментот е забележано дека се врши политички притисок. Овде не само станува збор за притисок, току за извонреден метод, лукав метод како власта успева преку такви игри во изборот на председател на судскиот совет да воспостави своја контрола. А судскиот совет е тело кое што ги оценува, бира и разрешува судиите и тука ги има механизмите за... И начело е човекот на власт, на извршната власт. И ете го проблемот за состојбите во кои што се наоѓа нашето судство. И тоа и натаму го продолжуваат. Дали според вас, веќе ја начнавте и таа тема и одговорот на тоа прашање, судскиот совет си извршува улогата да биде столбот, односно заштитник на судиите и на правосудството, или пак она што... Засега е на самиот почеток од таа обврска. И тој почеток почнува со изборот на новиот председател, бидејќи истиот доаѓа од иста структура, но веќе знае дека постои јавна критика за таквиот приод и веројатно има некоја намера нешто да направи. Така да судскиот совет апсолутно не ја врши својата улога што му е препишана со Уставот. Со уставните амандмани од 2005 година, бидејќи имав можност да работам на тие амандмани, успеав да се гради нова формулација за судскиот совет да биде дел од судската власт, односно да биде судски орган. Дел од судската власт. Претходниот Републички судски совет таков статут немаше. Овој стана дел од судската власт со цел за да може да ја обезбедува и заштитува независноста на судскиот систем. Меѓутоа, гледам, преку овој случај тој ја урива независноста на судството. Борбата со корупцијата исто така е опфатена во извештајот, но изминатите месеци повеќе пати слушавме и невладините и експертите, но и амбасадорите станаа се погласни околу забелешките и критиките дека не се води доволно борба со корупцијата. Каде според вас е клучното место и прашање каде што треба да се насочи притисокот, прашањето зошто не се води доволно оваа борба со корупцијата? Ако станува збор за корупција во судството, тогаш местото за борба... И во судството, извинете, и во извршната власт. Да, прво јас ова околу судството. Тоа треба пред се битката да се води во самото судство. Судиите да бидат тие најактивни. Тамо во извештајот на департментот се кажува дека постои некаква соработка или врска помеѓу адвокатите и судиите. Таа соработка може да оди и преку намигнување. Тешко се открива корупција од таков вид, но најдобро и најефикасно може да ја откријат судиите ако ја отворат дебатата. Но не отвара дебата. Нема дебати во Сдруженијето на судии, нема дебати меѓу судиите во основните судови, апелациониот, а најмалку во Врховниот суд. Према тоа, некој од надвор тешко може да ја открие и да се бори против корупцијата. Главни актери треба да бидат судиите. Тие најдобро ги знаат. Тие најдобро ги знаат и најмногу се заинтересирани и најмногу зависат од мислењето на јавноста. А исто така, кога станува збор за корупција во други сфери,
луѓето што тамо се вработени или кои што ги носат тие клучните одлуки. Во собранието пратениците, во владата министрите, но гледат и они се склони, и они се склони кон корупција. Тоа најдобро го покажува примерот со апанажата, со правото на апанажа на носителите на јавните функции, односно закон. Тоа ќе го отвориме. Да. Значи, штом некој тежне е да има одредена привилегија, нема му е корупција близко, он станува и корумпиран. Така. Обвинителството кое треба ли да биде поагилно во борбата со корупцијата според вас? Сигурно ако има докази, а бидејќи доказите тешко доаѓаат, бидејќи обвинителството за да може да покрене постапка, мора да има одредени докази. Тие докази тешко може тој да ги открива. Побрзо би ги откривале тие кај што се создава корупцијата во тие сфери. Во овој случај го станува збор за суството од страна на самите судии. Борбата со корупцијата, односно реформите и владењето на правото се клучни на патот кон Европската Унија, но она што е главната рампа која што може да се крене или спушти во преговорите се уставните измени. Тоа прашање повторно се актуализира овој период, но вие ова го имате, проширувањето на Уставот го разработувате во еден постар извештај од труд од 2015 година, каде меѓу другото заклучувате и дека помалите етнички заедници, кои што во Уставот се набројани како други, што не се именувани, не ги имаат истите права како оние што се наименувани, поради тоа што нема за нив закон, нема тело кое што ги регулира, но ги споменувате искуствата со хрватите кои на патот на Европската Унија го прошируваат Уставот од 8 на 22 етнички заедници во Уставот. Но случајот со Македонија не може да се поистоветува со овој во Хрватска, поради тоа што тука прашањето е за условот што го наметна Бугарија на патот на Европската Унија. Дали внесувањето на бугарите во Уставот отвара некаква опасност за македонците, настрана од она што е во протоколот и договорот за добрососедство, и што ќе значи нивното внесување, дали може да го користат за дополнителни условувања, негирања во понатамошната фаза? Гледам дека добро сте го прочитале трудот. Тоа е добро. Сега да направам еден мал коментар. Значи, трудот ти е пишуван за понарачка на ОПСЕ. На иницијатива на овие заедници што не се наведени во преамбулата, што се означени со зборот другите. Да. Тие се осеќаат дека се запоставени, потпуно запоставени и заборавени, и преку ОПСЕ побара да се дебатира за нивната положба на еден партиципативен форум. И јас го напишав тој труд, кои се правните предпоставки, уставни правни предпоставки за улогата на малцинските заедници во Уставот на Македонија. И видите што открив, дека има 3 нивоа на заштита на малцинските права во Македонија. Првото ниво, кое е највисоко и најзначајно и најшироко, го уживаат припадниците на албанското малцинство. Второто ниво со оние 5 заедници што се наведени во преамбулата, тоа се турците, ромите, власите, србите и бошњаците. А трето ниво другите. Тие другите се негде околу 20 заедници што се регистрирани во Централниот регистар. Имат своји статути, своји програми, постои одредена агенција за унапредување на правата на малцинските заедници, но тие немат пристап ни до таа заедница. И од тука се постави прашањето да се актуализира прашањето. И се дојде до заклучок во тие дебати дека решението за малцинските заедници во Македонија треба да биде истоветно како и тоа што е во Хрватска. Ако е Хрватска друга држава, но искуството е речиси доста слично. Во 1990 година, кога се носеше првиот хрватски устав, тоа е времето кога првите изворни темелни вредности кога се поставува, во тие изворни вредности беа наведени 8 национални малцинства. Но,
плегува потоа во етничка војна и на патот кон Европска унија околу 2010 година дошле до совест да ја прошират листата на малцинските заедници и од 8-те бројот скокна на 22. Со други зборови, 22 малцински заедници во Хрватска имаат уставна заштита, односно наведени се во изворните одредби на Хрватскиот устав, меѓу нив се и македонците. Интересно и бугарите. Но уште е поинтересно за нас и русите и украинците. Ето на еден поширок приод. И сега кој е ставот и на тој форум, а мислам дека за тоа треба да се дебатира. Каков приод треба да имаме ние? Треба да имаме принципиелен приод према сите да имаме еднаков однос, независно за кого станува збор. Не може кога се во прашање малцинствата да се оперира со терминот кој колку брои, мнозинство или малцинство. Правата мора да бидат еднакви. А во зависност од бројот на малцинствата, тие права ќе се димензионираат. Например, ако е во прашање за еднаквата застапеност на одредено малцинство во државните органи и во јавниот сектор, тоа ќе зависи од бројот на нивните припадници. Така тоа е и со балансирот нели утврдено, но прашањето овде е што, дали каква опасност може да отвори вметнувањето на бугарите во уставот, бидејќи за црногорците, хрватите, реално и генерално јавноста не спори, но се спори претежно за бугарите. Дали внесувањето во уставот и во кој услов внесување може да отвори некакви проблеми подолгосежни понатаму, бидејќи тие се уште го негираат македонскиот јазик и македонскиот народ? Сега видите, кога тоа е точно прашањето, е поосетливо, почувствително и особено сега во јавноста се води диалог доста меѓу двете страни, навреди, ниски удари, ситуацијата се влошува и тој амбиент не одговара за уставните промени. Во таков амбиент тешко може да се спроведат објективни уставни промени. И веројатно другата страна и бара, а ние да не можеме да го исполниме тој услов, за да може да не држат на почетна позиција. Сега е прашање Македонија дали ќе има доблест и ум тоа да го свати и да направи таков ишчекор кој што ќе го отвори патот кон пристапните преговори. Мене ми е јасно дека сегашната бугарска власт, тие што ја вршат власт, почнувајќи од претседателот на Бугарија, преку пратениците, па и скоро речиси сите политички партии, нивните ставови за нас се неприфатливи. Нивното тврдење дека македонците имат ист етнички корен како и бугарите, или дека јазикот наш е само одредена норма, регионална норма на бугарскиот јазик, или уште повеќе дека е Македонија, македонската нација творба на Коминтерната и на Тито, за нас се неприфатливи и во таков контекст ние не можеме да зборуваме за некој принципиелен однос кон ова прашање што вие сега го поставувате. Но треба сега да се размисли, да се види како владата ќе успее тоа прашање да го елаборира. Кој ќе се појави првиот нацрт на уставните амандмани, ќе видиме дали тоа прашање така како што е поставено може да има негативни консеквенции врз другите одредби во уставот. За сега во ова фаза мислам дека треба да се уште размислува, да се види предлогот и потоа да се отвори нова дебата. Во секој случај, третманот на бугарите не може да биде привилегиран во однос на другите малцински заедници. Ако ги има 3500, 3600, толку колку што се регистрирани во пописот, нивната присутност во државната структура ќе биде соодветно на овој балансер за кој што вие зборувате и нивното присуство во јавниот сектор. Никаква друга привилегија не може да добијат. Можат бугарите да барат било што. Ќе видиме сега какви промени ќе бидат извршени и во она одредба од Уставот што го регулира статусот на Комитетот за меѓуетничките односи. Таму исто така доста комплицирана состојбата. Таму имаме 19 члена, од кои 9 припаѓаат така, по 7 припаѓаат на македонците, на албанците, а останатите на другите 5 малцински заедници. Со доградување на нови заедници, веројатно ќе се поремети и бројот, ќе се зголеми и бројот во комитетот и ќе се види како тоа ќе се избалансира. За сега е уште рано да се зборува, но во секој случај и тие одредби од Уставот ќе мора да се преоценат.
Велите дека е клучно како ќе бидат презентирани, односно подготвени амандманите. Од страна на владата веќе најавија дека ќе се формира експертска група со која што ќе во работни групи ќе се консултираат и така ќе се поминува оваа фаза. Дали добивте досега покана, можеби од владата, да учествувате во подготвување на овие уставни амандмани и доколку би учествувале, што би предложиле, како треба да се направат, да се подготват овие амандмани за да бидат надвор од она за што стравува јавноста? Да, за сега не сум информиран, само слушам дека таква група ќе се формира, но не е ни толку битно дали ќе бидам член на таа група. Јас можам мојот придонес да го дадам во секоја фаза, во постапката кога ќе се појават амандманите, ќе има јавна дебата и тогаш ќе се отвори и прашањето на правна техника, како да се регулира тоа прашање. Ако треба нови малцински заедници да влегуваат во преамбулата, ќе се постави прашањето како да се вградат во преамбулата. Нема да биде лесно, бидејќи нашата преамбула веќе неколку пати е менувана. 2001 е напишана нова преамбула. Од стариот текст е вградена нова преамбула или врз стариот текст е имплементирана нова преамбула. Сега ова би било потоа во врска со Преспанскиот договор направени исто така некои семантички интервенции во текстот на преамбулата кој станува доста нечитлив. Сега со овие нови промени веројатно ќе биде невозможно во преамбулата во оваа форма да се вградат овие предлози. Но ќе видиме какво решение ќе понуди предлагачот, кој ќе биде овластен предлагач, веројатно ќе биде владата. Да. Ќе ги видиме тие нивни први нацрти, па потоа ќе можеме да оцениме и да видиме дали во преамбулата или во посебни амандмани. Преамбулата се базира на АСНУМ, како би се проширило, еве, ако трнеме од таа основа? Не, АСНУМ останува со оние промени што се направени по действото на Преспанскиот договор, али текстот, јас зборувам, текстот е интегрален во една долга проширена реченица. И сега знаете, кога една реченица е доста долга, текстот, па внатре интервенирате, сега со нови содржини, со нови субјекти, доста станува нечитлив текстот. Ќе се види како треба да се преуреди таа преамбула. Треба многу да се внимава. Така. Опозицијата најави дека нема да учествува во работните групи по повикот, односно по најавата од власта дека бидат повикани нејзини представници. Тие остануваат на ставот дека во овој парламентарен состав под бугарски диктат нема да поддржат и нема да дозволат да има уставни измени. Како ги гледате и овие позиции на опозицијата? Па, опозиција има право на тоа да инсистира, таа е субјект, пратениците нејзини ја сочинуваат најголемата пратеничка група во собранието и без нивна поддршка нема да имаме уставни промени. После изборите ќе видиме каков ќе биде односот на силите. Моje лично мислење добро би било да се движиме кон Европската унија, но да се движиме по процедура која што е утврдена во Уставот. Тоа значи уставните промени да се донесат во согласно со процедурата предвидена во Уставот и да не се вршат никакви притисоци, особено не онакви како што се вршеа во врска со Преспанскиот договор. Треба да се бара заеднички јазик и разговор. Само разговор може ситуацијата да е подобри. Но евентуално и новите избори. Тоа ќе видиме, бидејќи изборите се доста блиску. Така, мислите дека може да има избори пред да има уставни измени како продолжение на вашата... Ако разумно се размислува и ако уставните промени не можат да поминат без поддршка на ВМРО, тогаш треба да се размисли и за предвремени избори. Ако целта ни е да се дојде до уставните промени што побрзо, како услов за да може да продолжи патот кон Европска унија, тоа е примарно прашање. Тогаш изборите добиват секундарно, второстепено прашање. И треба да се оди на такви избори за да се дојде до парламентарно мнозинство кој ќе биде оптимално за донесување на уставните амандмани.
Така, од тезата на власта и на незините представници подржувачи дека со вметнувањето на бугарите всушност ќе се направи разлика за она што е всушност историска тенденција на Бугарија, тоа да презентира дека станува збор за две држави, еден народ, со вметнувањето во уставот, дека тоа би се направила дистинкција, нешто што пак наидува на критики, подсмев од другата страна кои што се противници на уставните измени. Кој е вашиот став околу ова прашање? Значи, ако бугарите се вметнат во преамбулата во уставот како национално малцинство или како дел од бугарскиот народ, а преамбулата почнува со македонскиот народ како единствен народ и клучен субјект на уставниот поредок, тогаш врз основа на тоа може да се заклучи дека македонскиот народ потполно се разликува од бугарскиот народ. Во преамбула ќе го имаме македонскиот народ како субјект на уставниот поредок, а во преамбулата ќе го имаме бугарите како дел од бугарскиот народ, а не како од македонскиот. Така да ова иде во наш прилог, а не во прилог на бугарите, метнувањето на бугарите во преамбулата. Добро, тоа што добиваат бугарите ако со овој потек и ова нивно инсистирање одат спротивно на тезата на која што со години се базира? Моје мислење, добиваат тоа што Европска Унија успеа да го разбере од нивна страна, а тоа се човековите права. Бидејќи првиот обид да бугарите го наметнат она што е запишано во меморандумот од септември 2020 година со овие три тези што ги изложив, дека не постои македонски народ, дека јазикот е норма на бугарскиот јазик и слично, европејците не можеле тоа да го разберат. Европа не ги разбра. Но кога рекоа дека бугарите во Македонија се дискриминирани и дека се борат за човекови права, тогаш Европа успеа да ги разбере од гледиштето на човековите права. И затоа од таа гледна точка бугарите добиваат само од тој аспект, никако од друга страна. За разлика од човековите права на македонците во... За разлика сега во Бугарија, да. Затоа што таму ги игнорираат правата на македонците, а овде се борат за бугарите. Пак влегуваат во нова контрадикција. Контрадикција која тешко ќе може да ја бранат во овие дебати што ќе се водат во пристапниот процес. Македонија многу ќе добие со пристапниот процес. Затоа што сите овие прашања за кои што ние сега дискутираме ќе се подигнат на европско ниво и ќе се дискутира со другите 26 држави. Јас сум убеден дека бугарската страна ќе дојде во многу тешка положба. Македонија ќе дојде до афирмација. Тоа ќе биде најзначаен момент за афирмација на Македонија на европско ниво. Не очекувате нови сопки, рампи, блокади после ова? После ова може Бугарија да прави толку сопки колку што можат и другите членки на Европската Унија. А тоа значи по завршувањето на еден кластер, тие 6 кластери, да даде свое мислење дали се согласува Македонија да стане членка на Европска Унија или става вето. Но не ќе може да прави никакви други пречки во врска со статусот на македонскиот јазик, македонскиот народ и македонската историја. Така. И околу овие прашања, само уште едно прашање околу уставните измени, која правна техника, бидејќи ја спомнавте правната техника, би била најсоодветна за овој случај? Може ли да се каже сега, без да се види предлогот кој што ќе произлезе од владата? За сега не може да се каже, да видиме што ќе предложат, затоа што она техника која што беше предложена од владата за време на Преспанскиот договор, со оние интервенции во текстови, беше доста конфузна техника. Мене ми беше многу тешко да им објаснам на професорите по уставно право во Грција што е сега македонскиот устав. Дали може да биде читлив и како да се покаже пред читателот во целина. И ова ќе биде доста тешко. Но да видиме сега владата што ќе предложи. Кој ќе предложи, тогаш ќе можам да оценам која техника, дали ќе биде можно овие промени да се вградат во преамбулата, во овој интегрален текст или ќе се бара некоја друга форма. Освен во преамбулата, каде рековте дека исто така дека ќе се менува, треба да се дополни и членот од уставот што го регулира статусот на комитетот за меѓуетничките односи. Тоа е во нормативниот текст и тоа не е проблем. Од 19 члена дали ќе се зголеми на 25 или на некој друг број, потоа дали ќе дојде до проширување на неговата надлежност,
Од гледиштето на правна техника тоа може конзистентно да се изведе, но од гледиштето на преамбулата ќе биде доста проблематично. Да продолжиме за она што го начнавме уште предходно, а тоа се апанажите. Уставниот суд пред неколку недели донесе одлука со која што го укина членот 22, кој што уредува дека од Законот за плати на доместоци на именувани избрани лица, односно на функционерите, кој што уредува дека оние што си дале оставка или биле разрешени не можат понатаму да земаат апанажа, но остана членот 19 во кој што се уредува генерално правото на апанажа и сега дел од вашите колеги професори по уставно право веќе се произнесува дека ваквата укинувачка одлука не значи дека навистина овие функционери кои се разрешени или се дале оставка ќе можат сепак ќе можат, повикувајќи се на членот 19, кој што е генерален, да добиваат и понатаму апанажи. Од Уставниот суд пак објаснија дека нивната одлука била децидна, јасно образложена и дека никој не може и не сме да го заобиколува тоа што го кажал Уставниот суд. Како вие гледате на оваа укинувачка одлука? Дали остава простори понатаму да можат функционерите разрешени да побараат апанажа? Ќе видиме дали побарале досега тие што се разрешени. Тоа може да се провери во собранието. Ако побарале, тогаш ќе се повикат на член 19 кој што генерално ги уредува апанажите. Затоа што кога се чита тој закон и кога ќе се спореди членот 22 со членот 19, ќе се види лукавоста на законодавецот. Тој општо ги регулира апанажите за сите носители на јавни функции, на избраните и именуваните функционери, а потоа еден посебен член, тој 22 член, нашло за сходно нешто да каже специјално за оние што ќе бидат разрешени или што ќе поднесат оставка, дека тие исто така имат одредени права и привилегии. Дупло им ги гарантира правата. Тоа значи дека законодавецот водел сметка максимално да ги заштити носителите на јавни функции кога се во прашање привилегиите. Во овој случај Уставниот суд, укинувајќи го членот 22, ги елиминира привилегиите само на лицата што се разрешуваат од функција, што поднесуваат оставка. Но и натаму остануваат привилегиите од членот 19 за сите функционери на кои веројатно ќе можат и овие разрешените досега функционери да се повикат. Така да мислам да колегите кои што имат оваква мисија дека се во право. Ке видиме сега во пракса дали веќе има такви барања пред таа комисија за одредување на апанажата. Така да, сега имаше нови разрешувања. Во овој случај забележив дека и Уставен суд не го направи тоа што требаше да го направи. Веројатно затоа што и тој ги штити собствените привилегии. Што требаше да направи? Требаше тој член 19 да го укине целиот член. Тоа е извор на привилегиите. Апанажа значи по истекот на мандатот од 4 години да има право на апанажа година дена. Тоа е огромна привилегија. Уставен суд не го укина затоа што ќе има и уставни суди кои по истекот на мандатот ќе побарат да имат апанажа од година дена. Сметате дека ги штиташе сопствените привилегии? Да, сигурно, сопствените. Тука се доста солидарни сите. Кога се во прашање апанажите, тука и платите, тука се функционерите единствени. Тоа најдобро зборува законот за платите и овие привилегии. 22 пати е менуван, дополнуван од 1992. Тоа значи дека пратениците се исклучиво обземени со собствените цели. Просто човек да не верува. Колку мислат на собствените привилегии. Дали апанажата ја има и во другите, односно точно и во кои земји може да се најде, дали во западноевропските земји има слични привилегии за функционерите како апанажа? Само во сиромашни земји како што е во Македонија. Само во такви. А зошто во сиромашни? Па затоа што во сиромашните земји свеста е на многу ниско ниво и институциите пред се водат сметка за себе си. Тука е тој проблем. А ова што се случува во Македонија има и уште потешки привилегии што се толерираат покрај апанажите. Тоа се привилегиите што ги уживаат поранешните претседатели на Македонија. Такви привилегии нема никаде. Такви привилегии, дури, јас често пати
Не се шегувам, туку отворено кажувам како се проширени тие привилегии. Прво се воведени по повод пензионирањето на првиот председател. Иако човекот имаше пензија, но добро, изгледаше дека е тоа скромно. Место пензија да прима плата, да има двајца во кабинетот, да има возач и да има обезбедување. И бидејќи човекот веќе во старост, тогаш беше пред 90 години, некако и можеше тоа и да се свати. Но, подоцна, по загинувањето на председателот Трајковски, владата брзо интервенираше, предложи проширување на привилегиите и со тие привилегии е опфатено целото семејство на председателот. Па дури и куќата која што се градела врз основа на кредит по стариот закон, сега владата ги покриваше се тие трошоци. Тие привилегии се проширени, па кажуваме често пати на студентите. Рече се, секоја сопруга би се радувала мажот председател да и почине за да дојде до такви привилегии. Тие просто несватливи привилегии. Реагираше комисијата за против антикорупцијската комисија. Поднесе барање до Уставниот суд тој закон да се укине. Да се укинат тие привилегии. Уставниот суд молчи и ништо не превзема. Тоа е потврдено на тезата дека кај нас ако нешто е заштитено, заштитени се привилегиите. Така, И затоа прашањето на корупцијата кај нас површински само се разгледува, не се влегува во причините. Тука се причините за корупцијата. Кај што има привилегии, таму е корупцијата. Председателот ќе слуша партијата што ќе му каже кога ќе биде избран за председател, најмногу заради тоа што сонува по престанокот на функцијата да ги добие привилегиите што еден закон кој што е неуставен му ги гарантира. Но привилегиите му следуваат со самото тоа што е председател. Нели треба тие да се причина плюс, бидејќи обезбеден по завршувањето на мандатот, да не слуша никого? Не бе разбрав, неговите привилегии прво не се уставни. Не се уставни. Тие се антиуставни привилегии. Второ, за критика е јавноста, институциите и ние воопшто што можеме да трпиме такви привилегии. Затоа реков, такви привилегии може да трпи само сиромашно општество. Во богато општество тоа не замисливо. Така нешто што е нелогично дека сиромашно општество треба да издвојува толкави. Да. Тоа ако направите, затоа ви реков, дајте направите ви една пресметка сега како новинари. Колку се тие средства што се издвојуваат за панажа? Колку се личност, колку се именовани функционери, колку има агенции, соберете ја сумата, видите го буџетот, дали е тамо наменета посебна сума за панажите. Видите ги овие други привилегии што ги уживаат другите функционери, па ќе видите колкав дел од средствата се трошат за таа намена. Така. Одовде од кај политичарите и она што ги спојува со судството често е најавите за ветинг. Секогаш кога ќе се зголемат критиките на јавноста, на експертите за судството, политичарите најавуваат ветинг во правосудството и новиот министер за правда Крен Арлога на агендата дојде со најава за можен ветинг во правосудството. Кој е вашиот став околу ова прашање и како би можел тој да се регулира? Значи, ете министерот, извршната власт, тоа е, значи, целата политичка елита, нема што друго да работи, го работи тоа што не треба да го работи. Го кажува тоа што не треба да го кажува. Не може политика да врши ветинг во судската сфера. Ветингот, прочистувањето во судството може да го прават само судиите. И тоа многу внимателно. Затоа што судската функција е деликатна. Таа не е службеничка функција. Не е административна функција. Тоа е еден вид уметничка функција. Да се дели правда, треба да постои висока совест, чувство за правда, внимателност, образованост и достоинството. Тие прашања можат само тие што се во судството, судиите, судскиот совет, судиите од сите видови судови да дебатираат за тие прашања и меѓу себе да го расчистуваат прашањето. Кој од судиите заслужува да биде судија, кој не? Ветингот надвор од судството ќе биде промашен.
дали постои можност и кој би го правил, еве доколку остане власта, односно министерот на ставот со кој што дојде на оваа функција, дали има и кој би го правил овој ветинг во земјата ако биде? Не би можел да, пошто мој став е дека не може да го прави никој друг освен судовите. Секој обид да се прави ветник од страна на фактори надвор од судството, преку разни групи или соучество на странски експерти, би била промашена работа. Би било само вртење, добивање во време, стварање на гужва, стварање на магла, без резултати. Околу кадрите во правосудството, еве конкретно нема да говориме за судиите, туку за оние истакнати правници кои што влегуваат во Советот на јавни обвинители, Советот во Судскиот совет и во Уставниот суд. Многумина, еве и поранешниот министер за правда, но и многу експерти, професори сметаат дека ова прашање треба дополнително да се дефинира, бидејќи често тие истакнати правници кои што се поставуваат не се всушност истакнати онака како што треба. А тие доаѓаат на значени места во Уставниот суд, уставни суди или пак во членови на двете тела кои што се многу битни во правосудството. Кој е вашиот став околу ова прашање и како треба да се регулира? Па видите, таа категорија истакнат правник е влезена во Уставот од 1991 година. И за избор на тогашниот републички судски совет беше предвидено дека за член на тој совет може да биде биран истакнат правник. И избра еден мој колега од моја генерација кој беше најслаб студент. Ете, тој е истакнат правник. Значи, категорија истакнат правник ништо не ви значи ако не се утврдени одредени критериуми. Што значи врз основа на што одреден правник може да биде истакнат? Некој му смета тој термин, па кажува треба да биде признат правник. Признат, да биде прифатен правник. Но и затоа треба одредени критериуми. Според тоа, такви квалификативи многу не помагаат. Доволно е да се каже да е правник. Да е правник. А потоа да се провери преку дебати, преку разговори, преку сондажи, преку сведоштва, преку сведочење, преку разни тела, како што се тоа прави во одредени парламенти, да се види дали навистина е тој истакнат или признат правник или не. И пак може да се погреши. Но затоа, трудо да му се вреднува, да има кој да го вреднува. Во овој случај најдобро може судскиот совет да каже кој е истакнат судија, кој е истакнат правник во судството. Ако ги разгледува пресудите, ако прави анализи. Но за жал, кај нас, гледате, скоро никој не се бави со истражувачка работа, со правење на анализи. Гледате, собрание, Уставна комисија не заседава. Не можете да најдете ни еден аналитичен материјал за остварување на Уставот. Никој не го следи остварувањето на Уставот во практиката. Туку ад хок се реагира. Од уставна промена до уставна промена. И потоа тоа се на брзина се изведува. Или не се прават никакви анализи од страна на судските органи. Па дури ниједна друга институција или агенција нема анализа, нема стручен приод. И затоа ние денеска што е, ако е нешто актуелно, утре веќе е заборавено. И се заборава и настанот и податоците. Велите секој чудо за 3 дена, па и овие проблеми, па може би затоа постојано има некое ново случување, па потоа се заборава, па нешто следно се случува, но секако е динамично. И на сите ни е лесно, бидејќи сме го заборавиле тоа што не сме смеле да го заборавиме. Така, кадрите во Уставниот суд, во Судскиот совет и во Советот на јавни обвинители често се намета на критики на стручната јавност. Кој треба да биде во овие највисоки тела? Опа, видите, има искуства сега, какви се искуства. Ако е во прашање Уставен суд, модел на тој Уставен суд, кај што се води сметка за балансот на профилите, германскиот и рускиот. Во германскиот Уставен суд има норма 50% од членовите. Тој суд има негде околу 20 на членови. 50% од тие суди да се регрутираат од носители на највисоките судски функции, преседатели на административни судови, на врховни судови. Па дури да имате по 2 доктората, не еден.
и половина да бидат професори универзитетски, претежно од уставно право. Кај нас, например, од 93-та, кога се формира Уставен суд, стариот состав, новиот состав до денес, веќе неколку состави, не е забележено ни еден професор по уставно право да биде избран за судија на Уставен суд. Тоа што зборува? Зборува дека парламентарното мнозинство е заинтересирано да има своји судии, а не луѓе што разбираат што е тоа устав, што е уставно право, што е правото. Тоа се однесува и за носителите во другите органи. Така. Во овој момент одиме на реклами, па по рекламите продолжуваме со уште неколку прашања за професорот Шкарич. Назад сме во студиото, продолжуваме со интервјуто со професорот Шкарич. Застанавме кај Уставниот суд. Следно што остана не одговорено е зошто и по толку години се уште нема закон за Уставниот суд. Тоа често знае да ги комплицира состојбите со овој суд. Да, во правост, да. Нашиот устав има предвидено дека суд донесува акт на судот или постои акт на судот, па тоа е протолкувано како деловник. Така да Уставен суд, освен уставот со кој што се регулира неговиот статус, втор акт е деловникот. И сега се постава прашање дали со деловникот може да се регулират статусни прашања или само прашање од натрешен карактер, процедурата, како да се пристапи кон одреден предмет, како да се гласа, дали ќе има јавно советување и слично. И тука сега се отвори прашање. Уставниот суд констатира дека има многу нерегулирани прашања што би требало да се регулират со устав. Со други зборови дека има многу уставни празнини. И тука се води доволна дебата. Веднаш, кога се носеш уште деловник од 92 година по донесување на новиот устав, тоа прашање беше поставено на дебата пред уставните судии и тогаш се зазеде став дека со деловникот може Уставниот суд да ги уреди и прашањата што не се регулирани со уставот, а се битни за Уставниот суд. Јас имав издвоено мислење, реков дека треба тие прашања да се регулира со нови уставни амандмани, затоа што Уставниот суд исклучиво зависи од уставот, не може да зависи од деловникот. Не е нормално Уставниот суд сам да си го уредува прашањето на својот статус. Но превагна ова мислење дека Уставниот суд може да ги регулира прашањата и со својот деловник. Јеви се уште со други зборови, деловник да биде акт на судот. И сега многу прашања што треба да се регулират со уставот, Уставниот суд ги регулира со деловникот. И некои граѓани покренале постапка пред Уставен суд за оценка на уставноста на нивниот деловник. И Уставниот суд се најде во незгодна положба. Како сега да ја оценува уставноста на сопствениот акт? И ја одби иницијативата за оценка на уставноста на деловникот. Видите сега, натаму се комплицират работите. И сега овој состав на Уставен суд бара со деловникот да се регулират многу бројни прашања кои што се пречка за неговото нормално функционирање. Јас и ната им кажувам дека ќе направат голема грешка ако тоа го направат со деловникот. Туку треба да покренат постапка да се донесат амандмани за пополнување на уставните празнини или со уставен закон да се регулира таа материја. Но за да се донесе уставен закон, мора да следува амандман кој што ќе го овласти, во кој што ќе биде запишано дека може да се донесе уставен закон за регулирање на статусот на Уставниот суд. И со тој уставен закон да се регулират бројни прашања кои што сега се регулират со деловникот. Не би било дозволено Уставниот суд, например, да одлучува за имунитетот на председателот на Републиката пред основа на својот деловник, или да го определува карактерот на сопствените одлуки, или да донесува привремени мерки врз основа на деловникот. Тоа се прашања кои што морат исклучиво да бидат уредени со уставот или со уставниот закон. И последното прашање за вечерашната емисија,
професор Ешкарич, е околу реформите. Колку државата може да спроведува реформи, нека и конкретно во правосудството, кога последниве 6-7 години пречесто се менуваат министрите, речиси на година и неколку месеци, еве некој просек, ако може грубо да се земе. Видите, начелно кога се опрашање реформите, независно за која област станува збор, мора да постои аналитичен начин и учество на науката. Ниедно прашање не може да се добро постави и добро да се проектира без соработка на политиката и науката, на институциите и науката. Затоа што прашањата се многу сложени и барат знаење. Кај нас, скоро во ниједна област, тоа што го реков, нема аналитик. Не се следат состојбите и стално се почнува од почеток. Како ќе дојде нова влада, од почеток. Не се води сметка за континуитет. А држава без континуитет не може ни да се развива, нити може да обстане. И од тука стални промени. И од тие промени, често пати човек станува болен. Не може да ги поднесува, не може ни да ги слуша. И затоа се вртат во круг. Погледајте само какви промени се вршат во владата, какви се функции, колку има се министри. А нашиот устав што предвидува? Председател и министри. Меѓутоа, владата со свој закон, со законот за владата воведува функција подпредседател. Има неколку подпредседател. Не може да се менува уставниот состав на владата. Тие го менуваат со закон. Тоа значи дека не се почитува уставот. И сега, за да биде заклучокот појасен, нашиот устав речиси не се почитува. Дури мнозина смета дека и не треба да се применува. Јас се обрадував овие денови кога дознав дека Врховниот суд донел начелен став дека судовите при судењето треба да го применуваат и уставот. Тоа е најголем пробив во научната мисла. А требало уставот да се применува уште од моментот кој ќе се донесе. Уставни судиите го одбиват уставот, туку се повикуваат само на законот. Така да уставот е само фасада. И од тука едно огромно самоволие во сите сфери. Тоа продуцира атрофија на самиот правен систем и анархија во правниот систем. И тие реформи се повеќе анархични. Се додека не се седне и не се направат групи за аналитика, за струка, додека не се консултира науката и не се води поширок диалог, ниедно решение не може да биде опортуно. Тоа ќе го видиме сега во пристапните преговори со Европска унија. Тука ќе се постави тој проблем во најизострена форма. Ви благодарам многу, ви благодарам што бевте вечерва гостин мој во Топ тема. А вам, почитувани, ви благодарам што бевте со програмата на Телма. Останете и понатаму. Добро вечер.